При посета на општина Кочани, денес направивме увид врз два реализирани проекти на општина Кочани, кои што се значајни за граѓаните на овие населени места. Улицата Гоше Векентиев и Христијан Карпош значат многу за граѓаните на оваа населба. Многу значајно е тоа што изминатиот период општина Кочани има висок степен на реализација на проекти кои што се од суштинско значење на жителите на Кочани, меѓутоа го подобруваат и квалитетот на живот и вредноста на имотите на жителите од овие населени места. Во делот на она што е карактеристика на сите градоначалници на ВМРО ДПМН, вклучително и тука, е посветеност, работливост, активност на терен и реализирање на проекти што се ветени пред граѓаните на општините од кај што доаѓаат градоначалниците на ВМРО ДПМН. Ова треба да биде добар пример за луѓето од централната власт, кои што моментално немаат реализирано ниту еден проект и кои што треба да се огледаат на ваквиот пример на нашите градоначалници. За жал, иако централната власт направи некои измени во делот на кадровски промени во владата, меѓутоа остана во истата матрица и работи на ист начин како и претходната влада. Затоа ги повикуваме на разумност и на што побрзо излегување на избори, за да може да подобриме животот на граѓаните во цела Македонија. Најголем дел од градоначалниците се жалат на, би рекол, лоша соработка со централната власт. Како го коментирате вие тоа? Тоа е карактеристика на оваа власт и на претходната власт беше слично, да ги кочат сите проекти што се добри и што можат многу да значат за граѓаните. Затоа ги повикуваме централната власт да е разумна и да излезе во пресред на сите барања на градоначалниците, бидејќи овие градоначалници се избрани од граѓаните со огромно мнозинство, имаат легитимитет, за жал кој што го нема оваа влада. И уште еден коментар за Талат Џафери за она вулгарностите искажани во собранието. Мислам дека таквиот начин на однесување е карактерна особина и жалам што се случи таков инцидент во собранието. Тоа покажува на какво ниво се нашите институции во државата, не само собранието, сите институции, и се покажува односот на онај што е раководител на институцијата кон своите подредени, кои што се исто така вработени и професионалци. Сакам да повикам да не се повторат вакви настани и ако ваков настан се случеше во европските држави, за каде што ние аплицираме и сакаме да бидеме дел од нив, веднаш после тој настан ќе си поднесеше оставка одговорното лице. Во случајов Талат Џафери требаше уште веднаш да си поднесе оставка, не да се побара одговорност од него. Ви благодарам и вам.